Jebi ga. Да, значи, а имаме и мунгоси од Африка. Не знаев. Тази увезени преку Гевгелија на топло. Братче, тебе некој црнец да не те фатил, бе, од Савајле? Го има фатено црнец, еј. Зато така се смее. Он се смее длабоко у принцип. Ама кога му го, знаеш, опазали кога го фатил црнец. Ој, да ти е. И сега така се смее. Ако. Може. Значи, само у бюро за вработување на митинг. Зашо ние правиме избори на секои 2 години? Зашо? Тоа е национална стратегија. Ама ќе стасаме до тоа. Знаете ли вие што е најбитно за македончето у политиката? Сендвичите. Значи не е битно кој ќе тепа на избори. Не е битно што ќе се дешава после избори. Битно е дали ќе има сендвичи за време на избори, бе, брат. Тоа е најбитно. Зашо имаме избори на секои 2 години? Туку така, не сакајки, од рукав, а и на 2 години. Темек, таков е периодот. Не е женова таков да е периодот. Значи, не е тоа. Тоа е смислено, мислено, мозгано, национална стратегија за прехранување на овој народ. На секој 2... Па луѓето преку цела година немаат шо да јадат, двај чекаат избори да дојдат, бе. Гага сендвичи, братче. Ама пази, кога ќе размислиш малце подлабоко, не се само сендвичи. Маичка ќе се ќариш. Капче. Беч. Ексклузивитет е беч. Па сега тамо март, април, ладничко е. Ладничко е, може некој шалче ќе падне, ќе улета некој шалче. Или еве ја, например, или вунена чарапа, иновација. Нели са иновации бараме, даваме пари за иновации, нови идеи, програми се пишуваат. Од мене на програма, бе. Идеја, одма. Вунена чарапа, братче, усред избори. Ти мене бомби, ја тебе вунена чарапа. Ајде бе, дојди, ево ваму. Премести се со време, брат. Затоа имаме ние избори на секои 2 години. Втора најбитна работа за македончето политиката, знаете ли што е? Реформите. Реформите, али у однос на сендвичите. Значи, мене ми е многу драго што нашите партии ги следат светските трендови, да, и светските трендови викаат дека во последните години во светот се појавија многу вегетаријанци. Така и кај нас. И имате нова реформа, план проект. Реформа на терен, одма спроведена. Баба! Сега немате само сендвичи. Имате сендвичи и сендвичи за вегетаријанци. Едните со салама и кашкавал, другите само со кашкавал. И чатпат павлака. Ама тоа само за главниот митинг у Скопје. Да ги мотивират. Како бе да ги мотивираме овие вегетаријанци? Брат, тури павлака. И како ти текна у пичку, матерно, еднаш се живее, бе, ајде. После ќе фатиме тендер, ќе наплатиме и за тоа. И после скупи биле изборите. Па како не се скупи? Сега одма ќе пресметаме колку сендвичи ќе се изедат. Одма. Едниве ќе поделат едно 25.000 сендвичи, 30.000 максимум. Другиве ќе поделат едно 100-120.000 сендвичи. Тоа се у старт 150.000 сендвичи. Пута 2 евра. Колку пари е тоа, брат? Пута маичка, пута капче, пута вунена чарапа. И после скупи биле изборите. Па нормално дека се скупи. И овие нашиве партии прават избори на секои 2 години зашто го сакаат овој народ. Треба ли овој народ да јаде нешто? Треба ли да го облечеш? Што е тоа порано? Една мајца 4 години. На шо личи тоа? Сега, братче, на 2 години. Таман ке ти се излити тоа кругче тука бројката, нова мајчка си зимаше, братче. Може, ајде да се напијам од цело. Фала! Избори се ближат, газови ке се лижат. Да.
Ja si znam. Po mene. To je druga tema. Така си е. Избори се ближат, ама мене ми е много драго што вечер во Скопје избра да дојде на стендап. Добро вечер. Много ми е далеко ово, бе. Оди вам, оди, не се плаши. Оди. Ете тука. Сега. Значи, вас ви дадоа сендвичите да дојде тука? Какви педери сте, без сендвичи не мрдате од дома, бе. И после, како си ја напунил салата? Со сендвичи, како сум ја напунил? Овие што нема дојдено, нема добиено сендвичи. Затоа нема дојдено. Иначе официјално сме распродадени, да ви кажам. За сите што ми се налютија денеска што немаме карти. Додека сме тука ке политичарите, сакам да кажам дека нашите политичари имаат една професионална деформација. Таа деформација се вика многу ветува, брзо заборава. Дополнителна деформација ништо не исполнува, тоа е друго. Значи, он нон-стоп ветува, другарче. Само ветува, например, значи, па му е така, он така функционира. Например, Сабајли иде на работа, искача овој комшета што е невработен, нели? Само он е вработен у зградата. Нема друг, он и жена му, толку. И искача се сретнуваат тука со комшијата, нели, у влез и комшијата му вика добро утро. Ич да не се кираш ке да работиме и тебе и жена ти, мајка ти, татко ти, деца, сите ќе работиме. Ама братче, моите се починати. Ја како нека искочат на гласање не е проблем. И ама сте дарежливи ко плата у државна администрација, од први до пети тачно. Одма, аплауз, браво, добре. Фала. И тоа му е професионална деформација, братче. Иде ке жена му, пред да искочи да иде на работа, на седница, иде жена му се шминка, него перцепира 2%, и има швалер жената, шок курац ти. И доаѓа овој, унатре, женава се шминка и он влага, нели, обеќава. Жено, ветувам дека вечер кога ќе се вратам од седница, ќе имаме секс, ако треба и 2 секса ќе имаме, и ветувам, сега дека ова со рокови, нели тоа, сега нели е тоа модерно, ветувам дека нема да свршам предветеното, а ако свршам предветеното, да умрам или загинам за Македонија. Модерно е, братче, рокови. Докај си ти со тоа? Па не знам, премиер, што во неделја. Тоа е рокови. Значи, како што знаете, правам турнеја низ Македонија, сега идеме само во Источна Македонија, делиме во 3 етапи. Оваа турнеја немаше да се реализира без мојата сјајна екипа која што е тука негде и позади таму, молам да ги поздравиме со еден аплауз. Фала и многу на моите родители и така тоа на крај ќе го кажам, ајде да не јадам гомна сега. И сакам уствари што е поентата. Значи сакам да ви споделам неколку причи од тие што ми се десе овие месец и пол додека идеме низ Македонија. Бевме у 10 градови, секаде имаме минимум по две приказки, ја избрав само 2 вкупно. Првата, ми се јавува некој си газда на кафич од едно помало градче у Источна Македонија, звони телефонот, ја кревам, викам, ало, Бојанчо! Као, знаеш, као дедо ти да те праќа по цигари, разбираш, иди купи цигари. Ало, Бојанчо? Да. Слушај, керка ми те тебе многу сака. Викам, за зет да не ме сприкам. Добро, ајде, далje. Гледала ти таму на тоа интерно. На интерно те гледала, си правил таму нешто стенд-мент таму. Шо е тоа? Стенд, керефеки, вицови, шо кажуваш? Викам, стенд-ап, стенд-бај, тоа. Ја тука имам кафич, продаде нивите, имам кафич тука, у тај град. Колку пари кошта тоа стенто? Па викам едно 200 евра. Колку? 200 евра? За вицови да кажуваш? Па ја ке застанам вицови ги кажувам, бе, дека даваат 200 евра, бе. Ама викам, значи господине, не се ова вицови, ова е стендап. Пееш ли бе нешто? Не пеам. Не пееш 200 евра! Ма господине, значи ова е стендап, ова нема везе со пење. Свириш ли бе нешто?
Сега више тука те фаќа страв, братче, одедеш да ти искочи од негде у пичкува. Кам... Не свириш! 200 евра за вицови да кажуваш! Па оваа керка ми е ненормална, 200 мајки има да ја ебам, бе, бутката ме... Гаси телефон! Кај живеам, бе, ало? Стендап! Седи дома, нешто! Учи факултет таму, нешто, не знам, пишуј книга, ебате. Вчера бевме у Валандово. И идеме у Валандово и да се сместиме у сите еден хотел што го има у Валандово. Сите еден, да. И идеме со девојка ми да се сместиме, влагам унатре. Не качува таа газдарицата, те туко во, но влагам унатре, гледаме, окей, све супер, се отиде жената, ние седиме како од стрепу и гледаме, окей, кревет има. Има кревет. Значи нема перница. Значи нема за што се покриеш. Има нешто као перница, али то ти е перница у покушај. И се симињаме доле, викам, абе шефице, викам, абе може ли да дајете некоја перница, викам, ова, нели, викам, ова, знаеш, многу е тенка, не може да спиеме. За преспивање ли сте? Па да, па тука само туцат се одаци.